Некои општини со години работат катастрофално лошо и за финансиски нестабилни требаше да бидат прогласени одамна, одговори денеска во Штип министерот за локална самоуправа Горан Милевски на прашањето на телевизија Стар, зошто досега не е прогласена финансиска нестабилност кај некои општини. Сметам дека вашето прашање е на место и треба некои општини да му се израчат некои мерки дисциплински, како би било тоа една лекција за сите останати дека мора да водат одговорна политика. Бидејќи ако нема санкции, тогаш може тоа да се прошири како вирус. Дали има поле сега тоа да се реализира? Сега мислам дека нема. Еве, знаете каква е годината, иди попис, идат локални избори. Не очекувам дека такво нешто би се случило ова баш година. Дали престојната децентрализација ќе го реши и овој проблем? Ако имаме механизми каде што независно кој е градоначалник, системот ќе функционира нормално и ќе може да го издржи тој 4-годишен негов мандат, тогаш имаме успешна децентрализација, а тука најголема улога треба да имаат советите. Голем проблем во изминатиот период, па и сега, и проблематичното однесување на некои градоначалници популарни како локални шерифи. Има ли начин да се смират? Контролата на градоначалниците треба да се прави со локалната децентрализација, односно разластување на градоначалникот и давање повеќе ингеренции на советот, но и на местните заедници. Значи, градоначалникот да не е локален султан, туку сите оние функции кои што ги има да ги сподели со останатите органи, како би бил потранспарентен и поодговорен. Овие прашања во моментов се најболни во функционирањето и развојот на општините и нивната транзиција во завземањето на поголема фискална независност и одговорност. Како во иднина на државата ќе се справува со неодговорноста останува крајно неизвестно. Но партиските чадори над самоволието дефинитивно треба да се затворат.